Бога, браќи и сестри, оваа недела нашата беседа ќе изостане, бидејќи се ближи времето кога нашите браќа и сестри кои што се постари од 67 години да се приберат на своите домашни огништа, такви се правилата на живење во нашава татковина. Мораме да се придржуваме кон тие правила. Беседата ќе ве оневозможи, можете да имате некакви проблеми со полиција, да ве прекорат за несовестно поведение и слично. Но ние денеска сакам да ви кажам уште една важна работа, че во петтата недела од Великиот пост секогаш сме служеле, традиционално сме служеле сеноќно бдење. Но поради сите рестрикции по прашањето на слободата на движење на нашите граѓани, ние не ќе можеме да го служиме сеноќното бдење следната недела. Баш во часовите кога богослужиме, ни една категорија на граѓани не сме да излезе надвор од своите доми. Затоа и во петтата недела, неделата на преподобна Марија Египетска, ќе служиме коденец. Света предострожност се разбира, како и денеска, ние со љубов ги применуваме сите предложени правила од нашите надлежни државни и научни институции и препораките на Светиот архиерейски синод. Во нив не гледаме минирање на литургискиот живот на Светата Црква Божја, туку сериозна загриженост на нашите власти, црковни и државни, да го сочуваат и да го спасат здравјето на своите граѓани. Затоа им се придружуваме и се трудиме во дисциплината да не изостанеме за другите, како да сме пример за сите други. А тоа што е поважно од се, светата литургија и Христос Бог од светиот путир, никој не може да ни го земе, нито му паѓа на памет да ни го земе. Слава Богу. Господ да ви